Доколку кликнеме на копчето профайл, ќе ни се отвори нашиот профил како наставник, каде што имаме неколку опции, односно една од опциите кои што можеби би сакале да направите е да смените вашата профилна слика. Кликаме на неа, Edit фото и можеме да прикачиме слика од вашиот компјутер и да ја зачуваме. Можеме да запишеме неколку информации за нас, телефон, вебсайт, адреса на живење и повеќе информации како што се активности, интереси за нас, биографија, позиција во училиштето, име, презиме, земја, така натаму. Земја, град, училиште, датум на раѓање, пол и така натаму. И јас изнимам овие информации. Исто така тука ги имаме сите наши одделенија, connections, доколку имаме некоја конекција со друг наставник, ќе го има тука, и сите наши студенти бидат излистани тука. Ако спомнеме веќе connections, односно конекции со други наставници, тука на ова копче ќе го најдете на неколку места, invite instructors. Можете да поканите наставниците, инструктори и да соработувате со нив. Може да ги поканите со помош на испраќање на мейл, може да бидат повеќе мейлови поделени со записи. Сега одиме на горното мени, групи. Гледаме се отвора можност да креираме група. Односно ова можеме да го искористиме за креирање на дополнителни активности, додатни активности и така натаму, значи некои дополнителни активности кои што односно сакаме да работиме само со група на ученици кои што сме ги избрале само за таа активност. Например, можеме да додадеме дополнителна настава. Македонски јазик. И исто можеме да избереме дали ќе модерираме групата, дали ќе дозволуваме членови. Се враќаме на groups, можеме да креираме уште групи. Примерно нека биде додатна настава. Кога ќе одиме на groups, сега веќе имаме две, можеме да ги поделиме по одделенија, можеме во наслов да запишеме за кој одделение се работи и така натаму. И доколку влеземе во некој од групите, ќе забележиме дека имаме слични опции како во одделенијата, малку помоци опции, бидејќи овие групи се повеќе за комуникација и споделување на материјали. Исто така секоја група си има посебен код кој што ќе треба да го споделите со учениците за да можат тие да бидат членови на оваа група, споделувате и го испраќате на ученикот. Во секој од групите исто така можете да додавате настани. Исто така тука ќе ви се листаат сите настани, сите активности посебно за оваа група. Лево го имате копчето за почетната страна на оваа група, кај што можете да коментирате, да споделувате фајлови и линкови, дискусијата, членовите, како што објаснивме предходно, и
групната библиотека, односно сите фајлови и фолдери кои што вие ќе ги креирате за оваа група. Идеме на четвртиот линк од ова мени, тоа е My Files. Ова е како една вкупна библиотека за сите ваши фајлови, кои што можете претходно да ги подготвите за потоа да ги споделувате со групите или со оделенијата. Имате неколку копчиња. Ова копче за да дадете фолдер. Пробаме, кликаме фолдер. Или можеме да го крстиме за шесто оделение. И кога го гледаме фолдерот, во тој фолдер може да додаваме некои работи на копчето upload од нашиот компјутер. Може да ги сортираме сите работи или да бележим само да ни дава текстуални документи, Word документи, Excel документи, презентации, PDF, фотографии, други фотографии и така натаму. Можеме да ги сортираме или да, како што преска објаснивме, да ги бришиме, да ги селектираме повеќе од нив и да ги бришиме. Ти рековме, можете да креирате фолдери, да избришете фолдери или да ги смените имињата на фолдерите. И например можете да влезете во фолдерот. Еве имаме неколку прикачени фајлови тука. Ова се името на фолдерот. Имате иконки кои што ги прикажуваат различните видови на документи кои што сте ги прикачиле, објаснување за нив, датумот кога се прикачени, кој вид на документи се тука, која е нивната големина и што можете да правите со нив. Можете секој документ посебно да го избришете, да го симнете на вашиот компјутер, да го копирате или да го преместите некаде на друго место, во друг фолдер, например. Можете и сите одеднаш или сите да ги селектирате, или пак неколку кои што вие сакате и со нив да извршите нешто, да ги избришите, копирате или преместите во некој друг фолдер. Можете, како што рековме, да ги сортирате, например да ги покажува само текстуални документи, да бидат тоа само фотографии, да бидат тоа само Word документи и така натаму.